Трошоците растат, сметките стануваат се повисоки, а граѓаните и натаму се дават во долгови. Во пресред на новото одмрзнување на цените на производите, камерата на Алфа забележа поскапување наместо поевтинување на некои артикли. Зголемена е цената на урдата од 5 на 10 денари во зависност од производителот, а забележавме и поскапување на некои видови сирење. Можната нагорна корекција на цените предстојниот викенд поради одмрзнувањето на цените на основните прехранбени производи повторно ги врати стравувањата на граѓаните. Тие се плаша дека трговците ќе се обидат да профитираат врз нивниот грб. Синдикатите се на страната на работниците, велат дека со овие плати не може да се преживее. Оние мерки што ги имаше со замрзнати цени владата пред известно време некако не вродеа со плод, имајќи во предвид дека не варираат цените повеќе од 100 до 200 денари, така што верувајте дека до крајот на овој месец, кој веќе е при крај, следниот ќе имаме повторно нови ценовни шокови, ново губење на куповната моќ на македонскиот работник. Чудно е како е можно многу производи од македонските компании да бидат поскапи дома отколку во странство, додаваат синдикатите, кои постојано бараат повисоки плати за подостоинствен живот на работникот. Реагираат дека трошоците за живот пораснале неколку пати, што значи дека денес платата ни вреди помалку од лани. Имаме инфлација 20%, тоа значи дека нема да бидеме сиромашни утре за 20%, ќе бидеме за 14%, но повторно ќе бидеме сиромашни како работници, нема да ни стигнат платите за да го преживееме месецот. Од Министерството за економија вела дека ги следа случувањата на пазарот и берзите и ако требало ќе донеселе и нова одлука. Инаку владата кон крајот на април одлучи да го проложи ограничувањето на трговските маржи до крајот на јуни. Одлуката ги опфаќаше белиот леб, шеќерот, маслото за јадење, брашното, тестенините, како и млекото, јајцата, сирењето и јогуртот. И додека кај нас високите цени на храната и енергенсите силно удираат по џебот на граѓаните, нема никаква стратегија за колку толку да се ублажи ценовниот шок. Па така земјава и натаму останува меѓу лидерите по сиромаштија, која за жал од ден во ден тоне се повеќе и повеќе.